Маестро Дурловски, сега сме во живо во Македонската опера и балет. Добро вечер, што игравте вечерва? Вечерва играв Кнез Гремин. Така, и како е чувството да се преполна сала во Македонската опера и балет? Па, во последно време сме нарикнати многу често да имаме преполни сали, распродадени представи, така да чувството е секако за секој уметник, верувам. Посебно задоволство кога игра пред распродаден салон. Така, ова е опера, така, која е разликата помеѓу мюзикал и опера? Генерално како музичка форма е комплетно различна, меѓутоа основните карактеристики, оркестар, хор, солисти, пеачи, балет, танчери е нешто што го има и во едното и во другото. Меѓутоа, самата музичка форма како форма, начинот на пеење е поинаков, музиката, стилот е поинаков, тоа може би го прави едно друго да биде различно. Јас имам уште едно прашање, вие сте крал на басот, кралу на басот, кажете ми која е разликата помеѓу бас и контратенор? Бас е ова, а контратенор е контратенорот е фалсет, го користат пеачите најчесто детскиот глас кој што останал кај некој од пеачите, го нема секој, може да го користи, тоа се вика контратенор, малку ги има во светот, меѓутоа се почесто и почесто ги користат на сцените во Западна Европа. Сенсеј Дурловски, вие да се пријавивте на кастинг талент шоуто, со што ќе се представевте? Па, ова прашање, ако не требаше со македонска, со странска би настапил најверојатно со I Dream a Dream, Les Miserables, musical, одлична. А кажи ми, на кои јазици сте пееле? Денеска на руски, сум пел на германски, француски, италијански, англиски, македонски, најчесто во оригинален јазик се пеат. Што се напишани? Дека што се напишани, така да, Моцарт на германски, не знам, Чековски на руски, Верди на италијански и така натаму. Дали некогаш мислите дека сте престрог со кандидати? Па јас сум навикнат на луѓето тоа што го мислам да им го кажам во лице. Мислам дека е многу поферски однос ако на еден кандидат кој што не е добар за музика, не е добар за пеење, да му кажете отворено да земи да се занимава со нешто зашто е талентиран, затоа што не верувам дека има човек на светов кој што не е талентиран за нешто. Подобро што порано да им кажете на тие што не се талентирани за нешто, да си најдат резервна варијанта, односно варијанта која што понатаму во животот ќе ги води, отколку да ги лажеме до животно дека се добри пеачи или дека се добри инструменталисти. Така, да ве прашам, дали сте пееле во операта во Ниш? Во операта во Ниш не, меѓутоа планирам. Да. Планирате, да, добро. Мислам дека вие сте човекот кој што го барам. Да. Благодарам, ова беше Сенсеј Дурловски, осемокен мастеру на басот.